Добро вечер, Карпош! Добро вечер, Тафталиджо 2! Ми Брама Нерези! Добро вечер, изборна единица број 1! Добре дојдовте на митингот за промоција на листите на пратеници на коалицијата ГРОМ за изборна единица број 1 и 18-тиот митинг за нашиот кандидат за председател на Република Македонија, професор доктор Зоран Поповски. Јас овдека гледам повеќе од 2500 луѓе и за тоа да ве прашам нешто. Дали сте подготвени за победа на председателските и парламентарните избори? Така е. А сега, како што е редот, химната на Република Македонија. Не плашат деновиве со времето, ќе врнело, ќе дувало, а ја не знам дали времето смета на пенкалото. Пенкалото е обично суво и во джеб, така да нека бидат сигурни дека во недела ќе грми и ќе заокружиме сите број 4, така ли е? Граѓанската опција на Македонија ГРОМ е новата сила на македонската политичка сцена. Таа е третата опција. Опција со која ќе се обои црно-белото македонско политичко небо. Но колоритот од бој не би бил уникатен, доколку ги немаме нашите коалициони партнери. Да ги поздравиме Српската напредна странка на Македонија, Сојузот на Титови леви сили, Партијата на слободни демократи и Либералната партија. За сите нив еден громогласен аплауз. Ја обично сакам леви сили од лево, ме натераат десно. Меѓутоа ние ќе идеме право. Другарки и другари, кога бевме другари, живеевме како господа. А сега сите овде сте... Леле, многу, 2500 рече Оливер. Сите сте сега господа, а како живееме, душа ви знае. Тоа што гледате околу, 90% ние, овозрастните, го изградивме. А овие новокомпонирани кои што дојдоа после нас, ние велиме не можат ни да го окречат, а ние сега сменивме у програмата. Не да не може да го окречат, него гледате 22 години не може да го украдат, не може да го продадат,
не може да ги избркаат сите работници на улица. Ние, како Сојуз на Титови леви сили, конечно најдовме граѓанска, партиска, концепцијска определба, програма, најдовме луѓе зад кои и со кои можеме да идеме напред. Доста беше со минатото. Сегашноста не боли. Не дека минатото не ни било болно. Меѓутоа, ова денес боли. Ние тврдиме дека животот нема реприза. И тоа е напишано во програмата и тоа е ноторен факт и вистина. Ако животот нема реприза, значи секој ден за нас што го живееме е многу важен. Бидејќи е важен, ние сакаме да знаеме што и како ќе живееме денес, утре, како ќе живеат зад нас нашите деца и внуци. За среќа се појави оваа определба, граѓанска, која што за среќа имаме и најквалитетен и најдобар председателски кандидат, кој што сака нека каже, ама клевече и лаже. Нашиот е најдобар. Да не беше другарот Стефче Јакимовски, да не беше Карпош, да не беше храброста што вие ја носите, предводени од Стефче, немаше да дојдеме до ова денеска. Јас сум убеден дека Карпош знае и цело Скопје знае да покаже прва слободна општина е Карпош. Ние ќе почнеме и ќе продолжиме да ги ослободуваме сите општини поред. Прва е, како што рече другарот Стефче, Ѓорче Петров, меѓутоа нема да се задржиме. Ние сакаме сега да добиеме со бројот 4 да влеземе во вториот изборен круг. Во вториот изборен круг идеме и на 4 и на број 8. И што би рекол нашиот ценен професор, да си ја земеме дипломата. Така ли е, професоре? Нормално е човек на високо гледа многу знамиња. Ајде да ги видиме знамињата! Громовски, македонски, албански, турски, ромски. Браво! Во Гром членуваат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати, црногорци и многу други. Затоа што ние се обраќаме и се грижиме за сите, не делејќи ги луѓето по национална, етничка и верска припадност. Оттаму ја поканувам нашата драга подпредседателка на Гром, господја Мавија Мехмети, да ни се објати. Bashkëqytetar të nderuar, mirë mbrëma Shkupi, mirë mbrëma Maqedoni, i nderuari zotri Stefço Jakimovski, i nderuari kandidat për kryetar të shtetit zotri Zoran Popovski, mirë mbrëma. Sërish jam këtu me ju. Nerezi është vendi ku kalova vitet më të mira të fëmirisë. Këtu mbarova shkollën fillore dhe të mesme. Këtu shoqëroheshim shqiptar, maqedon, turq, vleh, rom. Respektonim njëri tjetrit. Njerëzit që jetojnë jashtë komunës tonë, e dini përmes cilave pika mund të na dallojnë që i përkasim komunës së Karposhit? Përmes guximit, suksesit, bashkëpunimit, multikulturës dhe multietnicitetit. Ne u nisëm guximshëm që t'ju tregojmë njerëzve se si jetohet në hare, se si jetohet në lumturi, dhe atë sukses që arriti zotri Stefço Jakimovski këtu, ta shpëndojmë edhe jashtë komunës tonë. Fjallën guximshmëri
e mësova pikërisht nga ju dhe nga lideri ynë. Për atë arsye, qëndroj fuqishëm para ju, të ju vërtetoj se ne të opcioni qytetar për Maqedoninë jemi ardhmëria e Maqedonisë. Parti e fuqishme që çdo ditë prej ditëve hyn në çdo shtëpi. Parti tjera kam pasur mundësi edhe kohë të mjaftueshme të tregojnë se çka mund të bëjnë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Mirë po, është e qartë. Rezultatet shihen, varfëri, papunësi, shëndetësi e rëndë, jo siguria në rrugë, në shtëpi, s'ka njeri që nuk friksojnë. Ku është këtu shteti? Ku është këtu kryetari? Babai i shtetit për të gjithë qytetarët. Çfarë kryetari kemi pasur njerëz deri tani? Kishim, sikur mos ta kishim pasur. Për atë arsye, qëndroj para ju dhe ju dërgoj një mesazh të qartë të gjithë qytetarëve. Mos u friksoni, mos e përsëritni gabimin e njëjtë, mos t'u japim votën e tyre përmendoreve, mos ta dëgjojmë gënjeshtrat për kandidat konsenzual, por të jeni të guximshëm, sepse ne, të opcioni qytetar për Maqedoninë, kemi dhe ju ofrojmë një kandidat të përkryer, si që është Zoran Popovski. Ai nuk do të ndërton përmendore, por do të ndërton ardhmëri për gjithë ne. Mjaft më jetuam në errësirë. Para ju, qëndron kandidati konsenzual për të gjithë qytetarët, dhe njeri më konsenzual se ky, nuk besoj se mund të gjeni. Dhe ky është pikërisht ky, zotri Zoran Popovski. Ai ka një biografi të përkryer. Ai posedon vlera të larta morale. Ai nuk bën dallime mes njerëzve. Ai mëson njerëzit se si të jetojmë njëri me tjetrin dhe jo njëri afër tjetrit. Bëhuni të guximshëm dhe rrethoni numrin 4 të dielën për profesor doktor Zoran Popovskin dhe më 27 prill numrin 8 për opcionin qytetar për Maqedoninë dhe bartësin e listës të njësisë zgjedhore numër 1, profesor doktor Çedomir Sazdovskin. Ju falimderit. Dobro večer, nerezi! Taftaliđe! Moji sograđani! Dobro večer, Karpoš! Skopje! Македонио! Почитувани коалициони партнери! Почитувани носители на листи! Почитувам председателе на ГРОМ, господин Стефчо Јакимовски! Почитуван иден председател на Република Македонија, господин Зоран Поповски. Добро вечер! Повторно сум тука, заедно со вас. Нерези е местото каде што ги поминав најубавите години од детството. Тука завршив основно и средно. Тука се дружевме албанци, македонци, турци, роми, власи и така натаму. Тука ги празнувавме сите празници. Тука живеевме едни со други. А толку што ми беше тука убаво, не сакав да го напуштам Нерези. И тука и се омажив. Нерези е мојот центар на светот, мојот космос. Ние нережани сме единствени и препознатливи. Драги карпошани,
Знаете по што може да не препознаат луѓето што живеат надвор од нашата општина? По нашата храброст, по нашиот успех, хуманост, соработка, мултиетничкото живење, мултикултурата. Ние тргнавме храбро, за да им покажеме на луѓето како се живее во среќа, во слога. И тој успех што го градеше господин Стефчо Јакимовски тука, да го прошириме и надвор од нашата општина. Почнуваат луѓе да прашуваат зашто јас Мавије Мехмети сум во Гром, а не во некоја од другите партии. Па јасно и гласно им кажав, зашто сум храбра жена и не се плашам од никого. А зборот храброст го научив од вас, од нашиот лидер. Затоа и вечерва тука цврсто стојам пред вас да ви докажам дека ние сме од Гром. Ние сме иднината на Македонија. Новата политичка сила која од ден на ден влегува во секој дом, во секоја куќа. Другите партии има доволно време да покажат и да докажат што може да направат за граѓаните во Република Македонија. А веќе сме свесни. Резултатите се гледат. Сиромаштијата, лошото здравство, невработеноста, несигурноста на улиците и во домот. Нема кого не плашуваат. Каде е тука државата? Каде е председателот? Таткото на сите граѓани. Каков председател сме имале луѓе до сега? Имавме, како да го немавме. Затоа, луѓе, стојам цврсто пред вас и праќам една јасна порака до сите граѓани. Да не ќутат и да не се плашат. Да не ја повторуваат истата грешка. Да не ја рушат својата иднина. Давајќи го својот глас на споменици. Да не измислуваат консензуален председател, туку да бидете храбри и умни. Зашто ние од Гром имаме и ви нудиме совршен кандидат. Знаете што? Зоран Поповски нема да гради споменици, туку ќе гради подобра иднина за сите нас и за сите наши деца. Доста живеевме во темнина. Пред вас стои консензуалниот председател за сите граѓани. По-консензуален не верувам дека ќе најдете. Било каде. Овој е консензусот на народот и на сите етникуми. Професор доктор Зоран Поповски. Тој е човек што има безпрекорна биографија. Тој поседува високи морални вредности. Тој не прави разлика меѓу луѓето. Туку ги учи како да живееме едни со други, а не едни покрај други. Тој даде збор пред сите нас, но и пред сите вас, дека тој ќе биде нашиот глас во државата. Она што ние го мислиме, тој ќе го каже. Она што нас не мачи, тој ќе го реши. Бидете храбри и заокружете го бројот 4.
за професор доктор Зоран Поповски. И бројот 8 за Гром и носител на листата од изборна единица 1 професор доктор Чедомир Заздовски. Карпош заедно со Стефчо Јакимовски не знаат за пораз, а сега сите храбро за нова победа. Благодарам. Граѓанската опција за Македонија во своите редови има прекрасни луѓе. Луѓе кои застануваат сериозно за своите демократски принципи. Тие луѓе се и на нашите листи. Затоа ги поканувам кандидатите на листата на Гром за изборната единица број 1, заедно со носителот професор доктор Чедомир Заздовски, да ми се придружат на сцената. На листата се и Драгиша Милетич, Татјана Стојановска Иванова, Бојан Велевски, Ѓорѓи Чакарајановски, Катица Ристовска, Лиљана Митовска, Маја Спиридоновска, Трајан Наковски, Дијана Трендафиловска, Владимир Станојевиќ, Стефан Танески, Убавка Матевска Скаловска, Ирена Симоновска, Јовица Димовски, Слободан Шошковски, Сара Бектеши, Гоце Тодоровски, Божидар Поп Ацев и Голубка Нечевска Цветановска. Ова се тие прекрасни луѓе. Гром ги движи срцата, ни ја враќа вербата. Гром ја полни душата. Професоре, ќе ве молам сега победнички одговор, тие другите не. Гром. Добро вечер, Нерези. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, Скопје. Добро вечер, Македонијо. Почитувам председател Јакимовски. Почитувам кандидат за председател на Република Македонија, професор доктор Зоран Поповски. Почитувани членови и симпатизери на граѓанската опција за Македонија Гром, почитувани коалициони партнери, почитувани гости, вредни пријатели. Ценејќи дека граѓаните на Карпош високо ја вреднуваа политиката на нашиот лидер Јакимовски, ние од Киселавода сметаме дека ќе ги предадеме интересите и јасното опозицијско расположение во Карпош и не само во Карпош, доколку тој не биде кандидат за локалните избори и изборните резултати ја потврдија нашата проценка. Улогата на партиите, меѓу другото, впрочем, е да промовираат и поддржат поединци со јасни и добри програми за заедницата пред која излегуваат на избори. Почитувани мои, ќе бидам искрен и ќе кажам дека СДСМ во Карпош одби да формира мнозинство во Советот со неговата советничка група, се со цел да се обезбеди алиби, за да може и понатаму да омаловажува, плука, рка и понижува. И види чудо, СДСМ единствено каде не се уморува е во неуморното плукање по се и се што, ама најмногу плука по себе, или народ си кажано, исто како бикот кој влегува во борба земјата што со копитото ја копа, прво на себе и на својот грб ја фрла. Почитувани мои, ние од граѓанската опција за Македонија не сме посветени на патриотската аристократија, уште помалку на црвената буржуазија, на осуди или поделби. Ние сме посветени на враќање на нормалниот живот во општеството,
во кое мнозинството на граѓани ќе доминира над моменталните остри социјални спротивставености. Граѓанската опција за Македонија се залага и ќе се бори за максимална почит на индивидуалноста на личноста, неговата слобода, пазарната и лична иницијатива, стабилна, пресметлива и одржлива политика, колективен просперитет втемелен на личната благосостојба. Нешто што им е како илјач потребно на граѓаните, ценам дека еден од основните предизвици пред нашиот лидер Јакимовски и тимот што го избра ќе биде препознавањето на новите текови и потреби на македонската политичка сцена, односно изменетите околности во кои самонаречената опозиција веќе тешко ќе може да биде потпрена на само еден носечки столб и само еден етнички кампус. Затоа ГРОМ е мултиетничка, мултиконфесионална и граѓанска опција за Македонија. Почитувани пријатели, на пошироката јавност е познато дека во 2006 година, по одржаните парламентарни избори, актуелната власт наметна комплетна матрица. Прво во својата партија, потоа кај сопствениот електорат и како што се гледа денес, тоа го направи и во пошироката општествена заедница, со чии приоритети јас, а убеден сум и вие, не се согласувате. Рецептот на општествените историско-геолошки проекти, зачинети со обилен државен интервенционизам во економијата, го сметам за неодржлив за Македонија од 21. век и како заедница веќе не доведува до границите на општествената и економската одржливост. Граѓаните на Република Македонија од ден на ден се посиромашни, а гледајќи од партиско-политички аспект пак мора да се признае дека актуелната власт, или ако сакате ВМРО ДПМН, воведе нови стандарди за професионализација во политиката. Меѓутоа, почитувани мои, најтешка колатерала во овој процес е токму граѓаните и институциите, бидејќи институциите се испреплетоа со партиите на власт до степен на патриотска зависност и парализираност. Граѓаните веќе не си ги бараат законските права пред институциите. Туку што би рекол мојот почитуван пријател Драѓиша Милетич, граѓаните помоќу трикове и црне магија од поедини елити на владеачите партии бараат еднократни решенија и лек за своите проблеми. Таквото запоседнување на индивидуалното, односно незаштитеноста на поединецот пред институциите се рефлектира и во стопанството, кое стана заложник на дисфункционалното владење на правото. Сето ова, почитувани мои, граѓани спречува владата и собранието да ги детектираат и решаваат висинските предизвици и проблеми на државата, бидејќи државата длабоко завлезе во својот еднопартизам. Ете затоа и токму затоа, почитувани мои граѓани, се појави третата опција. Се појави и граѓанската опција за Македонија ГРОМ, за да ви понуди вам поголема можност за избор на квалитетни кадри. А ГРОМ е партија која ви нуди квалитетни кадри. Таков кадар, почитувани граѓани, е професор доктор Зоран Поповски, за кого без двоумење во недела на 13. април треба да го заокружите бројот 4, потоа на 27. април да го заокружите бројот 4 повторно. Истиот да го помножите по 2, за да го заокружите бројот 8, со што го определувате и минималниот број на пратенички мандати што ќе ги освојат кандидатите за пратеници од граѓанската опција за Македонија. Да живее граѓанската опција за Македонија! Да живее Македонија! Благодарам. Велат дека председателот на државата треба да биде татко на нацијата. Треба да биде голем човек со големо срце. Треба да биде умерен, мудар, треба да знае што сака и како тоа да го направи. Треба да го сакаат за тоа што го прави, а не за тоа што го представува. Треба да биде храбар и бескомпромисен кога треба
одмерен и сталожен кога ќе се решаваат најголемите предизвици за државата. Но најважно од се треба да ја зборува вистината. А знаете ли кој е бројот на вистината во науката на бројките? Тоа е, драги мои громовци, бројот 4. Да го поздравиме најдобриот председателски кандидат, професор доктор Зоран Поповски. Светлина што обединува, нова приказна што не сплотува. Сите заедно во јасна иднина. Добро вечер, драги мои сограѓани, комши, пријатели, роднини и така натаму. Сакам да ви кажам дека ме направивте многу гор човек. Меѓутоа си превземав една огромна обврска да ја оправдам вашата доверба и токму овде пред зградата на училиштето каде што пред 40 на години оде во дневен престој. Верувам дека не можете ни да замислите како се чувствувам сега и немојте да ми забележувате додека зборувам, гласот повремено ми затреперува. Драги мои, исправени сме пред еден огромен предизвик во недела. Имаме шанса да бираме помеѓу стравот и надежта. Имаме шанса да бираме помеѓу караниците, кавгите од една страна и единството. Ајде сите да се обединиме против единствениот непријател кој што го имаме во оваа држава, а тоа е сиромаштијата и нејзиниот прв придружник невработеноста. Тоа е нашиот непријател. Не ни е непријател ни народот, ни политичките противници. Ајде од Македонија да направиме достоинствена и горда држава во која што сите ќе бидеме еднакви пред законот и пред уставот. Македонија ја гледам како земја со мултиетничка толеранција во која што живееме едни со други, а не едни покрај други. Тоа не го велам само декларативно. Јас тоа го практикувам 50 години колку што живеам во Тафталидже, во мирен соживот со моите сограѓани од сите други етнички заедници. Сакам да ви кажам дека сме имале некогаш и недоразбирања. Ама тоа биле недоразбирање само заради тоа што сме биле деца, а не што сме биле различни по својата етничка или верска припадност. И така треба да остане и во иднина. Сакам да ви кажам дека исправени сме пред еден огромен предизвик да почнеме уште подобро да се запознаваме, да си ги споделуваме традициите, обичаите, навиките, да почнеме да комуницираме преку уметноста, преку културата. Ке видите дека на таков начин нема да има потреба ни да зборуваме за соживот, затоа што ние ќе живееме во реален соживот како што тоа го правиме ние во Нерези. Ајде оваа атмосфера да ја расшириме во цела Македонија, атмосфера на заедништво и соживот. Доколку ја добијам вашата доверба, имам неколку работи кои што сакам од корен да ги променам. Сакам да воспоставам политички диалог, без да очекувам дека секогаш кога ќе се недоразбираме во Македонија ќе повикуваме странци да не помируваат како мали деца. Тој политички диалог треба да го води председателот и тоа треба да се прави континуирано. На таков начин ќе покажеме пред меѓународната јавност дека Македонија не е случајна држава, туку е држава која што заслужувала да биде држава уште пред 1000 години, а својата државност ја добила пред околу 70 на години. Тоа не смееме да го заборавиме.
Ке мораме час поскоро судскиот систем да го ослободиме од дневна политика, за да луѓето имаат верба во судовите, да имаат верба во правдината. Тоа ќе го сторам на тој начин што во сите оние судски инстанции каде што имам ингеренции, а тоа се Републичкиот судски совет и Уставниот суд на Република Македонија, а преку Републичкиот судски совет и во другите судски инстанции, да номинираме еминентни луѓе без партиска некаква позадина и да очекуваме од нив да бидат објективни во проценките околу судството. Втора работа која што досега за жал не беше правена е правото на суспензивно вето. Имам намера тоа да го користам многу често, секогаш, кога ќе почувствувам дека законите кои што се носат во Република Македонија се против интересите на граѓаните. И конечно, мислам дека дојде време кога ќе треба да престанеме да веруваме дека Македонија е целосно демократска земја. Таа во моментот тоа не е, затоа што во Македонија има политички монтирани процеси и имаме се уште политички затвореници. Тоа повеќе не смее да се дозволи и јас ќе стојам на тој браник, да ги заштитам луѓето од политичка монтажа во судството. Ке мораме и медиумите да ги ослободиме од дневна политика на тој начин, што ќе ја измениме регулативата во собственичките односи и особено во можноста истите да се корумпираат со јавни пари. Затоа денес ке имаме биполарен свет во кој што се креираат само две вистини, она ВМРО-вската и СДСМ-вската, а ние како што гледате успеавме во овие 2 месеци да се пробиеме на политичката сцена со судни маки, меѓутоа се почесто допираме до сите оние луѓе кои што сакаат да ја чујат онаа вистинската вистина, граѓанската. Сакам да водам достоинствена меѓународна политика со професионални дипломати. Ве убедувам дека нема да потпишам ниту еден указ за назначување на амбасадори кои што не ги исполнуваат условите за такво нешто. Најчесто денеска во дипломатијата се праќаат или неискусни луѓе, или луѓе кои што се истрошиле во политиката, па сакаат некако да ги тргнат од Македонија. Со такви луѓе Македонија не оди напред. Исто така сметам дека во надворешната политика мора да обезбедиме подобар аналитичен однос и тоа ќе го направиме преку формирање на посебен институт за меѓународна политика каде што ќе се вршат стратешки анализи на состојбите и тоа нема да дозволи и понатаму да импровизираме во меѓународната политика. Во однос на нашите соседи сакам да ви кажам дека ќе ја промовирам политиката на екви соработка наместо екви дистанца. Сакам да ги развивам нашите добрососедски односи без понатамошни провокации на културен, уметнички, спортски, образовен, здравствен план. Меѓутоа, сето тоа ќе биде базирано на реципроцитет. При тоа сакам да ви кажам дека проблемите кои што ги имаме со нашите соседи се однесуваат на името, на нацијата, на јазикот, на црквата, со еден таков однос ќе ги релативизираме и тие ќе станат апсурдни. Во меѓувреме, ќе се борам да се заштити уставното име на Република Македонија и идентитетот на незините граѓани. Нема веќе играње ниту со едното, ниту со другото. ЕУ и НАТО се наши цели постојано, меѓутоа не по секоја цена. Сакам прво да си ја стабилизираме државата однатре, да ги стабилизираме институциите на системот кои што нема да ги плашат луѓето, него ќе им служат на луѓето. Да имаме ефикасна и деполитизирана администрација, да имаме автономија на универзитетите, да имаме слободни медиуми. Тогаш не ние да бараме, туку Европската Унија и НАТО ќе не посакуваат како вистински партнери во нивните редови. На таков начин мислам дека ќе исполниме онаа желба и оној порив кој што сите го имаат да сме дел од меѓународната заедница, не како кавгаџии, туку како рамноправен партнер во меѓународните односи. Понатаму сакам да ви порачам дека економијата и политиката не одат рака под рака. Со намера сум во соработка со нашите пратеници во парламентот
да ги измениме сите закони во кои што има драконски, мамутски казни кои што ги тиштат и граѓаните и фирмите. На таков начин ќе создадеме простор за повеќе самоиницијативност и предприемаштво кај младите. Сакам исто така да ви порачам дека нема повеќе да ги привилегираме странските компании и ќе го ставиме фокусот во економијата на нашите домашните капацитети и ќе обезбедуваме пласма на нашите производи и на таков начин ќе обезбедуваме вработување на младите во нашите компании и ќе обезбедуваме достоинствен личен доход. Сакам да ви порачам дека безбедноста во Република Македонија ќе ја гарантира многу помодерна армија од оваа што имаме денеска, а во неа ќе службуваат припадници чија што екзистенција ќе биде решена. Ќе мора и таму да влеземе во процес на деполитизација и со соодветни персонални решенија на вистина да ја вратиме гордоста во армијата на Република Македонија и сите нејзини припадници. Драги мои, сакам да ви кажам дека можеби најважно од сето ова што го кажав е Македонија да ја претвориме во земја во која што младите ќе ни се враќаат, а нема да бегаат надвор од неа. Сакам во Македонија да престане да важи правилото дека партиската книшка е пасош за успехот во државата, во кариерата. Затоа тие пракси ќе ги прекинеме и ќе обезбедиме за младите во Република Македонија еден поинаков однос. Тоа што го кажа и нашиот председател на форумот на млади при инаугурацијата негова, кога на сите повозрастни ни кажа: немојте во младите да гледате само лепачи плакати. Не сакаме да си играме со нашата судбина, туку ја сакаме нашата иднина. Па да им ја даеме иднината на младите. Драги мои, долго време сум живеел надвор од Тафталиџе и секогаш ми недостасувало неколку години. Меѓутоа, секогаш сум се враќал дома. Оваа година на гости ми беше мојот колега од Америка, каде што бев една година и после неколку дена, четајќи по улиците, ми вели: сега разбрав зашто не сакаш да останеш во Америка за поголема плата. Кога тргнуваш на Осло од дома до Пазарче ти требаат скоро саат време, затоа што на секој десетина чекори сретнувате луѓе и си правите муабет. Тоа во светот го нема, таа душа ја нема што ја има во Македонија. Малце да си го подигнеме животниот стандард и Македонија на вистина ќе стане пристојно место за живење. Ајде, драги мои, уште една молба да упатам до вас. Немојте во недела да подлегнувате на притисоци. Бидете си своји, одлучете си со своја глава, затоа што оружјето вие си го имате, параванот е пред вас. Не дозволувајте некој да ве притиска и да ве условува со нешто. Убеден сум дека како мои сограѓани ќе препознаете една нова вредност во граѓанската опција за Македонија, во коалицијата Гром, во нашите коалициони партнери, Сојузот на Титови леви сили, Либералната партија, партијата на слободни демократи и партијата, ај подсетете ме, Српската напредна странка на господинот Драгиша Милетиш многу добро ми суфлира. Со нивна помош се надевам дека на 13 ќе си го положиме испитот, ќе влеземе во вториот круг, а на 27 ќе си ја земеме дипломата, ќе го завземеме местото председател на Република Македонија, во кое што ќе ви служам вам и ќе освоиме пратеничка група и ќе учествуваме во формирањето на новата влада. Храбро за Македонија, да сте ми живи и здрави. Благодарам. Дали сте храбри? Го повикувам на сцена најхрабриот политичар во Република Македонија, председателот на Гром, господинот Стефчо Јакимовски! Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Доаѓа све
Добро вечер, најдраги мои карпошани. Па добро, да не промашивте, утре е завршниот митинг. Јас искрено очекував многу луѓе, ама не очекував волку. Ви благодарам на поддршката од името на Зоки и од моето лично име. На вистина вечерва не почестивте. Ви благодарам. Ние и понатаму ќе се дружиме. Видовте разни гласини. Те Стевче ќе си одел, те министерско место ќе добиел, те пратеник ќе бил, те ова, те она. Јас од Карпош не си одам. И не само на овие избори. И на наредните избори. Еве уште сега кажувам дека уште од сега најавувам кандидатурата и за следните избори. Вие и јас продолжуваме во Карпош. Оваа партија има кадри. Оваа партија има многу квалитетни луѓе. Вистинско изненадување на овие избори е господинот Зоран Поповски. Од сите страни слушам вашиот кандидат е најдобар, вашиот кандидат е најдобар. И така ќе биде, јас ќе бидам лидер на оваа партија, а ќе видите оваа партија уште какви кадри ќе излезат на површина. Затоа ја формиравме оваа партија, да дадеме простор, да дадеме можност за што повеќе луѓе да се искажат, да видат граѓаните на Македонија дека има кадри, има луѓе кои се подготвени да внесат свежина, да внесат новина во политичката сцена и да се борат за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија. Таква е граѓанската опција за Македонија. Почитувани мои карпошани, што правеше ВМРО ДПМН до изборите, какви валкани кампањи правеше, тоа денеска го прави Социјалдемократскиот сојуз. Постојано фрлаа флаери со погрдни содржини, денеска тоа го прави Социјалдемократскиот сојуз. Ама за жал гледам дека се тоа истите флаери и што е најтрагично, тоа се истите оние флаери кои што мислев дека ги фрлал ВМРО ДПМН. Значи и тогаш тие моите ми ги растурале тие флаери, тие од Социјалдемократскиот сојуз. Значи и тогаш змија сум си држал во пазува. И да им порачам вечерва дека многу сум среќен што не сум со нив. Дека јас никогаш дволичен не сум бил. Дволичноста била на нивна страна. Истите флаери со истите содржини, со истите фотокопери и тогаш и сега тие ми ги пуштале. Се обидуваат овде во Карпуш да ни демонстрираат насилие. Се обидуваат да ни скршат штабови, сечат гуми, гребат коли, кршат шофершајбни. Нека нема проблем. Ние можеме да им се спротиставиме со сила. Нека ги, ние сакаме да им покажеме дека ние се бориме за демократија. Дека ние затоа се одвоивме од нив. Тие хулиганчиња, тие што се дружат со хохолот и со она белото што се шмрка, тие истите беа под контрола додека јас можев да ги контролирам. Кога си отидоа тамо каде што им е местото во Социјалдемократскиот сојуз, си почнаа да ги покажуваат своите рокчиња и да се однесуваат така како што секогаш се однесуваат. Но тоа покажува само дека се на вистинското место, дека во нивната крв и натаму тече хард рок. Насилието, рекетарството, ние затоа не сме формирани. За такви во гром нема место. Ние сакаме чесен однос кон граѓаните. Ние не сакаме насилието. Не го сакаме насилието. Ние покажавме дека ако сме заедно, ако сме сплотени, дека сме посилни и од најголемата сила. Тоа го покажавме минатата година, тоа ќе го покажеме и оваа година, дека овде во Карпош господинот Зоран Поповски сега направи една грешка. Рече никој да не ве притиска во недела на 13. Каде може во Карпош некој да ги притиска моите граѓани? Теоретска шанса нема. Па затоа е ова слободна територија.
Те молам, Зоки, такви лапсуси веќе да не правиш. Нема теоретска шанса граѓаните на Карпош некој да ги притиска. За тоа се боревме, за да овие граѓани бидат слободни. Овие луѓе овде над 2000 луѓе не ги носи никој со сила. Сами доаѓаат зашто даваат поддршка на раководство кој што ги води успешно во овие тешки моменти. Почитувани пријатели, тешко ви и вам, тешко ни и нас како локална самоуправа. Без парица е, немаштија, но како велат црногорците, како вели Njegош, у добру е лако бити добар, на муци се познаю јунаци. Ке издржиме. После ноќта иде денот, после дождот иде сонцето, ке дојдат и подобри денови и ке започнеме повторно со офанзивата со сите оние ветувања што сме ги дале. А впрочем да ги прашам, тие што деновиве делат флаери и поставуваат прашања, тие владееа со ова општина 9,5 години, може да ги набројат шајките каде ги имат заковано, во која местна заедница колку шајки имат заковано. Се што е направено овде во Карпош е под раководство на Стевче Јакимовски. Се што е реновирано, се што е направено. И така ќе оди понатаму. И што е тоа што јас сум дал ветувања, не е исполнето. Се што кажуваме, се исполнуваме и така има да биде. И затоа сме со кренато чело и со чист образ пред вас да ви кажеме дека продолжуваме натаму. Почитувани пријатели, денеска владеачката партија ни порача дека не планирала нас од гром во новата владина коалиција. А што мислеа тие дека јас сум наивен? Па јас знам дека тие не планираат, ама ние не сме се формирале за да се вклопиме во нивните планови, туку да им ги расипеме плановите. Затоа сме се формирале. Па тие си планираат 62 пратеника, па ние не сме дојдени за да им ги исполниме нивните планови. Ние се појавуваме на политичката сцена и во оваа кампања собираме средства од спонзори, од членови и така натаму, не да им помогнеме нив, туку да си помогнеме себе, односно да ви помогнеме вас. Тие доволно си помага. И воопшто да не се секираат за нашите одлуки. Нашите одлуки ќе бидат ваши и на вашето раководство во граѓанската опција за Македонија. Ние сакаме јасно да кажеме дека граѓанската опција за Македонија е партија која што цврсто смета дека на оваа држава и треба стабилни институции. Не може да имате стабилна држава, цврста држава без лабави никакви институции. Граѓанската опција за Македонија е партија која што смета дека на Македонија и треба демократија, и тоа функционална демократија, дека ни треба пазарна чиста економија и тоа чиста функционална пазарна економија, а тоа значи без да ги става рацете политиката во економијата, во стопанството, без да се менуваат кададен закони, без да има притисоци, без да има наместени работи, без да економијата зависи од државата, туку само да зависи од нивната способност. Граѓанската опција за Македонија јасно и гласно сака да каже дека ние сме за власт која што граѓаните ќе си ја почитуваат, а не за власт од која што граѓаните ќе се плашат. За таква власт 92 година не гласавме. За тоа ние се бориме. Сакаме власт како што овие граѓани овде во Карпош си почитуваат. Ние во Карпош немаме никакви услови за притисок врз нашите граѓани. Тие слободно одлучуваат за кого ќе го дадат својот глас. Граѓанската опција за Македонија јасно кажува дека секој граѓанин има право на политичко определување. Тоа е негово уставно право и ние треба да му го гарантираме. Ние како политичка партија сметаме дека граѓаните на Република Македонија заслужуваат да имаат повеќе пари. Предпријатијата заслужуваат да имаат повеќе пари. Дека ќе живееме подобро ако владата има помалку пари. Ние одговорно тврдиме дека со помалку пари повеќе ефект ќе постигнеме и повеќе потреби ќе се задоволат на граѓаните. Ако граѓаните ги вклучиме во донесувањето, креирањето и спроведувањето на одлуките, ако го слушаме нивниот глас за она што им треба. Па, почитувани пријатели, буџетот на Република Македонија 2006 година беше 1,720 милиони евра.
денеска е 2 милиарди 940 милиони евра. Па зарем во тие милиарди и 200 плюс не се наоѓа барем да се дуплираат средствата за социјалните случаи за сите категории на социјално загрозени семејства во оваа држава. Ние сме партија која сакаме да ги слушаме тие што тешко живеат, на оние што имаат сериозни здравствени проблеми, кои што Господ им дал деца, а кои што не се работно способни, на тие им треба нашата помош. Тие треба да ги поддржиме. Да ги поддржиме самохраните мајки, да ги ослободиме од разните трошоци, да го подигнеме општествениот стандард, да го подигнеме општествениот стандард на пензионерите, да градиме институции, да го олесна животот заедно со своите семејства. Како е можно 20 и кусур години да не изградиме ниту еден пензионерски дом? Дали е тоа ред? Дали е ред на милиарди и 200 милиона евра повеќе во буџетот, а ниту еднаш да не најдеме средства за изградба на пензионерски домови? Тамо каде што лицата од третата доба ќе може да се сместат, за да можат да ослободат простор дома, во домашните услови слободно да се развиваат нивните семејства. Почитувани пријатели, ние како политичка партија и како коалиција сакаме јасно да кажеме дека сакаме да ги изедначиме условите за стопанисување на домашните и на странските инвеститори. Не е фер странските инвеститори да добиват толку бенефиции, да добијат толку субвенции, да не плаќаат придонеси, да не плаќаат даноци, да добиваат земјиште бадиела, да им донесеме инфраструктура до пред врата. Изгоре на тоа, не инвестираат од надвор, туку од нашите банки земаат кредити и се тоа за некои 8-9 илјади денари плата. Многу ги научивме на лесно тие странски инвеститори. Тие очигледно дека сакаат во Македонија ем да везат, ем да предат, ем Бостан да чуваат. Ем работниците многу да работат, ем малку плата да зимаат, а згоре на тоа и субвенции да им дадеме. Така не бива. Граѓанската опција за Македонија на тоа се спротивставува. Ако веќе се субвенционираат платите, тие треба да бидат надпросечни плати, а не да бидат подпросечни плати. Нека извинат, ама такви компании во Македонија не им носат среќа на македонските граѓани. Нашата политика е обратна. Ние сметаме дека треба да ги субвенционираме и да ги стимулираме домашните предпријатија. Ако и работи во една, да работи во 2 смени. Ако работи во 2, во 3, да може да воведуваат нови производи, да воведуваат производи со повисока фаза на обработка, да можат да откриваат нови пазари. Ова наше стопанство е ниско продуктивно. Ако е ниско продуктивно, ајде да ги кинеме царините и ДДВ-то на увоз на опрема, на резервни делови, на суровина и репроматеријали што ги користат за производи кои се извезуваат. Така нашето стопанство ќе стане многу поконкурентно. Така нашето стопанство ќе добие здив. Ајде, почитувани пријатели, на оние кои што им е најтешко во оваа држава, а тоа е земјоделците. Ако грее сонце, пече пусто. Ако многу врне, се плашат ќе преврне, ќе им го поплави родот. Ако е пролет, брзаат побрзо да изорат, да посеат, да наѓубрат, оти ќе фати суша. Ако е есен, брзаат да ја соберат летнината, оти ќе дојде зимата и ништо нема да биде. Цел живот тие луѓе се во трка со времето. И ние како коалиција велиме од болва лој не се вади. Ајде на земјоделците да им помогнеме. Ајде да кажеме за земјоделците. Ке го кинеме тој данок на доход. До тамо ли ни дојде? Ајде да кажеме дека земјоделците нема да плаќаат воден надомест. Има вода во оваа држава. Ајде да кажеме дека опремата, резервните делови, семенскиот материјал, ѓубривата ќе бидат без ДДВ или барем на 5% ќе го спуштиме. Ајде да кажеме дека акциза нема да зијаме и ДДВ, доволно се собира од нафта и нафтените деривати да може да им поевтини, да им се намалат трошоците, да им се зголемат профитите, да нашето земјоделие стане поконкурентно, а ние кои што не сме земјоделци на трпезите да имаме поевтина храна, што ќе изгубиме сите? Ќе се зголеми учеството на земјоделието во извозот, ќе ја кренат главата земјоделците, ќе бидат посрекни. Ова партија
Јасно кажува и оваа коалиција дека не се сложуваме со вакви драконски казни. Не може оваа држава да се претвори во инквизицијска држава. Јавно сакаме да ги прашаме тие што ги пишуваат тие закони. Колку пати во животот тие имаат платено казна од 500 евра, од 3.500 евра, од 20.000 евра, да видат како жеже, како боли. Затоа ни треба председател кој ќе му дојде таков закон со такви високи казни ќе им го врати назад. Јас ваков закон со вакви казни не прифаќам. Веќе даночната евазија во оваа држава е сведена на минимум и нема потреба од толку високи казни. Нема потреба од се и се што да ги казнуваме граѓаните на Република Македонија. Почитувани пријатели, ние како политичка партија и како коалиција сакаме на нашите млади луѓе да им дадеме перспектива, да им дадеме можност да остануваат во оваа земја, не затоа што ги приморуваме, туку затоа што сакаат, затоа што им е убаво, затоа што ќе им овозможиме подобри услови. Ние сакаме да покажеме дека многу битни работи се за една држава, како луѓето живеат во оваа држава. Дека дали имате патишта, дали имате, не знам, изградено ова, изградено она и така натаму, се битни, ама не се присутни. Битно е колку луѓето се среќни во таа држава. Тоа ни е битно нас, среќата на граѓаните на Република Македонија. Јас сум длабоко убеден дека голема задоволство и голема среќа ви причинува да го гледате дуелот на председателските кандидати. Прашувам јавно, зошто ви го одзема тоа задоволство? Немаме ли право како граѓани да видиме кого ќе избереме на највисоката државна функција? Цел милениум чекавме држава да имаме и сега тоа задоволство ни го укинуваат. Па што ни прават фарса тогаш идеме на непосредни и тајни избори? Што не го одберат председателот во собрание и да завршиме? Зошто прават ваков циркус, ваква обструкција да не му го дозволат тоа право на граѓаните и тоа задоволство да уживаат и да ги гледаат председателските кандидати? Затоа што не си предложиле кандидати како што треба? Затоа што на првиот дуел си излезе главниот фаворит, веќе не доаѓа и лошо пројде. А немаше ништо страшно. Ама граѓаните знаат да читаат. Затоа што на вториот дуел лошо си пројде вториот фаворит. Па сега и тој се откажува. Епа не сме ние криви кога му викавме на Социјалдемократскиот сојуз, поддржете го Зоран Поповски и додиме заедно на избори, видите како ќе победиме. Тие тогаш не праќаа кај ВМРО да помане. Кој ги прави грешките? Ние или тие? И сега се уверија дека најдобар кандидат е господинот Зоран Поповски. Дека на овие избори е вистинско изненадување. И бидете сигурни дека ќе ги изненадиме во недела. Ајде, почитувани пријатели, сите ние да се потрудиме минимум по 5-6 роднини, пријатели, другари, браќа, сестри, комши и симпатизери да ги однесеме на гласачкото место. Нас не има 24.000 со коалиционите партнери преку 30.000 и ако ги обезбедиме тие гласови, еве ги промените во Република Македонија. И одговорно ви тврдам дека Гром ќе ги донесе промените во Македонија, а не главната опозициона партија. На дофат сме до еден голем успех и до големи промени во Република Македонија. Епа вреди за тоа да се потрудиме, останаа само уште неколку дена, а потоа ни останува и втората битка за парламентарните избори. И ги гледате ретинзите. Колку да ги кратат, колку да ги малат, ама и Рада, ама и Жерновски, ама и Бранко Црвенковски, сите ми гледаат во грбот. Така или не е така? И сите на нашето громче му гледаат во грбот. Тие постојат со децени, ние постоиме 6 месеца. И натаму ние ќе се бориме за вистинските вредности за граѓаните. Затоа што граѓаните на Република Македонија секаде препознаваат кој е тој што искрено зборува и кој е тој што сака да се грижи за нивните проблеми и да ги решава на соодветен начин. Токму коалицијата на граѓанската опција за Македонија има луѓе, има кадри кои што сме подготвени да се фатиме во костец со проблемите и сакаме да има измени за да се живее послободно, за да има право и правда за секого и на секаде во Република Македонија, за да граѓаните имаат повеќе пари, за да имаме поголем стандард,
за да имаме економија која ќе креира раст и вработување, а не ќе ни креира бројки. Трети сме, пети сме, седми сме по овона, туку ќе ни креира вистински вредности, а тоа значи подобар стандард на нас, граѓаните во Република Македонија. Ајде да се потрудиме да бидеме вистинска демократска држава, ама тоа ќе биде начело со граѓанската опција за Македонија. Уште еднаш, од срце ви благодарам и од името на овие кандидати на листата на граѓанската опција за Македонија. Да ве повикам во недела, да се излеземе рано, достоинствено, да ги повикаме сите оние што сметаме дека треба со нас да дојдат, да гласаме за бројот 4 за господинот Зоран Поповски. А за 15 дена ќе гласаме пак за бројот 4 и ќе гласаме за бројот 8 за носителот на листата за господин Чедомир Саздовски. Инаку Чедомир Саздовски беше мојот тренер по карате. Јас и тој бевме шампиони. Во таа екипа која броеше 5 надпреварувачи, јас секогаш бев прв, а тој беше пети. Моја задача беше да победувам, да остварам психолошка предност за екипата и тоа го правев. А неговата задача беше да го задржи резултатот што сме го оствариле ние претходните четворица. И така и беше. Но денеска јас сум во друга улога. Јас треба да го зачувам резултатот, а тој треба да победува. И на 27 да се види дека граѓанската опција за Македонија овде во